Државната изборна комисија направи распоред како да ги врачиме уверенијата на сите мандати кои добиле од политичките партии, така да точно во 11 беше закажано за Социјалдемократскиот сојуз на Македонија да ги му врачиме уверенијата и гледате и сами дека не присуствувам ни еден од тие што треба да добиват мандатите денеска, уверенијата, така да Државната изборна комисија постапил тоа што ми е понатамо му врачивме на другите политички партии и во овој момент чекаме од ВМРО ДПМН да стигнат, за да можеме со сите пратенички групи кои добиле мандати за да ги му врачиме уверенијата од законската обврска на Државната изборна комисија. Одека за тоа што вие прашувате дали до Државната изборна комисија известиле или пратиле значи некое писмо до нас, ние досега не сме биле ни известени, и не сме добиле никакви писмо или известие дека немат да ги прифаќат мандатите или понатака како што е постапка. Така да Државната изборна комисија стапил се во согласност со изборниот закон. Не присуствува случаи со овие 34 напишани уверенија за СРСМ? Па, вие знаете дека вчера Државната изборна комисија ги објавила конечните резултати и усвоивме извештај за предвремени парламентарни избори и за председателските избори и сите тие извештаи како законска обврска е доставено до Собранието на Република Македонија и со мандати по секоја политичка партија колку мандати добил и исто така и копија од уверенијата кои денеска ние ги врачиме. Така да се е сега во надлежност на Собранието. Не присуствуваше ниту претседателот Рилковски. Кое е објаснувањето зашто не се појавија представниците на опозицијата? Добаме пред значи во 11 што закажавме ми се јавил претседателот дека ќе биде отсутен денеска, така да ми се замолил да во име на Државната изборна комисија јас како претседател да ги врачам уверенијата. Кој беше образложението на претседателот? Не успеав нешто образложение, само ми извести. А членовите? Редовите на СРС? Исто така.